подобро да испаднете глуп, отколку од автобус. Добро вечер. Бизнисменот Трој, пред да си замине, ни кажа дека ќе ни ги донел Холивуд и Боливуд. Време беше покрај ефтиниве домашни политички сапуници да видиме и нешто странско. Се сретнаа преговарачите Јолевски, Василакис и Нимиц. Разменија предлози, испија кафе и си заминаа. И ништо. После тоа женичката во бифе ги изми шоличките. На српскиот пример Дачиќ му покажаа женски полов орган. После тоа кај нас правеа анкета која наша водителка би можела да го стори истото. Па после тоа се дигна многу прашина. Па се случи потрага кои наши новинари ни се хомосексуалци. Абе не е човек ни еротика да ни зададе како тема. Веднаш ќе се избербатиме на мразечка основа. По се изгледа, нашата најголема вековна конзистентност е токму во тоа. Омразат. Еден наш граѓанин инсистира на еутаназија. Добар си? Иде, како ќе иде? Дечко, извини, каде? Здраво. Ако може, тука е лидерот Бранко Црвенковски. Може бе, како не може, па он за тоа е тука бе, да прима граѓани, да разговара со нив, да решава проблеми, за тоа и СДС се брат. Кажи ми само за шо проблем ти треба, Бранко, одма ќе оповара. Да повараме еутаназија, тоа ти е нешто како безболна смрт, знаеш, ти ставаат инекција и маките решени. Чекај бе, човек, шо збориш такви работи, ние од СДС не убиваме луѓе бе, ало? Абе, знам. Ние сме тука на Македонија живо да ги дадеме. Шо збориш му? Знам бе, знам се тоа, ама еве да ти ја кажам на кратко мојава приказна. Ајде. Пред 12 години изгубив работата. 4 години еве жена ми шврља со некој тип од младоста што се гледале. Аман бе. Децава не ме есапат за жив. И изгубив комплет само до вербата. И решив да побарам чаре, некој да ми организира безболно убиство. Жал ми е, братче, ако ти е за тоа, оди пред влада или во влада, они таму гледаш дека лонг го прават народ. Ник не име до народ и до граѓани. Ние до народ и до граѓани. Да бараше живот, ние би ти дали и живот и крв, све би ти дали. Али за смрт ние не сме одговорени. Значи пред влада, извини се вака, да беше нешто друго питање. Добро. Мислам пеки ќе ти заврши правото, не со Бранко, со било кој што сакаш. Ама вака не моќам со. Ај, фала многу. Иди таму, ќе ти седа тони, не ајде. Каде бе, дечко? У влада. Зошто? Па сакам да го замолам нешто лично премиерот да ми организира еутаназија една. Еутаназија? Да. Па си дошол во влада. Оди таму СДС, човече, они не го сакаат народот. Ние му даваме живот на народот, а не смрт како СДС. Абе, знам дека е така, ама бевка и нив они ме пратија кај вас. Дај, бидете хумани, вие сте држава, помагајте, ослободете ме од самиот себе. Те прашам нешто. Прашај. Како живее нашиот народ? Како живее? Тешко живее, како живее? Грешен одговор. Нашиот народ живее на рати. Купува јадење на рати по гранапчиња, купува мебел на рати, зима кредити па ги враќа на рати. Ете така живее нашиот народ. Абе, знам дека е така и ја така до вчера живеев, ама од кога немав пари за враќање, сите ме откачи. Ти си живеел до вчера така на рати? Да. Па кај се брза за умиричка, бе? Умирај си на рати, ти умирај си на рати, а ние ќе си живееме на рати. Фала многу, ќе си умирам на рати. Нема на што, и кога ќе умреш, викнеме на погреб да ти донесеме хризантеми. Немој цвеќе, алергичен сум на поле, немој, жити се. Ајде, ча. Со нас е председателот на Зевзеците, наш долгогодишен политичар, како и поранешен новинар. Председателе, што мислите за ова што му се случи на српскиот премиер Дачиќ? Алудирате на онаа младата цуца новинарка која што не носеше гакички? Да. Срамота. Мислам, тотално непристоен новинарски чин. Нема етика, нема морал. Безобразно, така се поиграваш со премиер. Мислам, тоа не личи на ништо. И знаете што е оно што мене ме револтира? Таму си некоја организација Репортери без граници оценила дека ние сме паднале во смисла на слобода на медиуми за 22 места. Сега сме дури на 116 место. Па јас да ги прашам нив. Дали тоа во Македонија може да се случи? Новинарка или новинар без гаки со премиер? Не може тоа да се случи. Кај нас репортерите носат гаки. Тоа е факт.
Какви гаќи, класични или танга? Вака, значи имаме широк асортиман. Ајде сега да тргнеме од новинарките, односно репортерките што се пред пензија, значи они носат ваква гаќа, но носат гаќа. Да. Овие што се, да речеме 40, 45, 50 години, носат ваква гаќа. Збориме за репортерки, така? Ајде да видиме што носат нашите репортери. Погледна. И сега овие најмладиве новинарчиња, што се, они нормално дека носат танга, меѓутоа тој им одговара и на дупе, и на стас, и на години, така? Тоа е тоа. Значи, битно е, кај нас носат гаќи. Носат гаќи и уште еден факт ќе ви кажам. На сите им се наполнети гаќите. Како наполнети? Сега, тоа е малце од страф, ама друга тема е. Добро, ја разбирам наполнети ке овие што носат класични гаќи. Да. Нема проблема. Има простор да се наполни све. Се полни. Ама како да наполниме, еве, например, танга гаќа? Јас ви напоменав, значи танга гаќа носат младите репортерки. Младите репортерки не му ја мислат многу со своја глава. Они кажуваат тоа што ќе им го напишат. И значи нема проблема. Нема зашто да се плашат. Зборуваат на плейбек и автоматски нема страф. Нема полнење. Сакате да кажете дека овие репортери што носат класични гаќи, они се слободоумни, мислат со своја глава? Не сакав тоа да го кажам. Видите, во денешно време во Македонија не се исплати да размислуваш со своја глава. Доволно е да избереш своја партија, таа ќе ти даде и глава и мозок, и тоа похован. Ви благодарам, председателе, на обилната анализа. Толку од ова јавување. Многу лоша работа е кога ќе ти се заглави CD-то во плеерот. Добро бе, брат, ве слушам вас од СДСМ нон-стоп, предвремени избори. Еве, да речеме, утре има предвремени избори, и што? Како што? Што? Ќе ги тепаме. Ќе ги тепате, ама ја не слушнав некоја идеја нова од вас, освен сакаме предвремени избори. Како бе, нема нова идеја? Добро бе, кажи ми, може ја не сум ја слушнал. Диктаторска власт, диктаторски режим, нема демократија, медиумите се угушени. Терор, брат, терор, шо поише идеи сакаш од? Добро, тоа го знам, ама глеги овие шо прават, например, зголемуваат пензии, Па шо? трчаат по светов, катар, матар, бркаат инвестиции. Ми е гајля. Се глупираат, бе, само глумат лудило. Добро, они дека се артисти се, ама вие луди испаѓате. Абе, гледај бе, пензионери бе, 3 пати у недела бесплатен автобуски превоз, добро, така? добро. Бесплатни бањи, Па шо? народни кујни, Скопје се гради, се менува. Овие кои се на власт, нешто се менува. Вие кои сте на власт, нити тече, нити се менува. Дај некоја идеја за иднината на Македонија. Па имаме идеја, да ја спасиме Македонија. Со тие фрази, абе, тие фрази ни се мачкат, на леп ниту се јадат. Народот е гладен, дајте му нешто конкретно, цревата му се залепија. Пријателе, нашите нови идеи се Ете, се заглави CD-то на СДСМ и дур се одглави, диджеите на ВМРО ќе не журкаат по нивни ноти и во нивна коприва. Нашите нови идеи се курс во живо, како дипломат и се удварана женска. Дечки, вие го завршивте дипломатскиот курс и сега сте пред вашата прва мисија. Одите во странство, ќе ви бенди са некоја девојче, ме интересира како ќе и пристапите. Па ја, професоре, би пристапил на следниот начин. И доаѓам и викам, здраво, маче, јас сум дипломат, сакаш да се фатиш со мене? Со мене ќе имаш огромна перспектива во животот. Ти шо викаш? Па ја би улетал онака шмекерски и би рекол здраво цицо, јас сум македонски дипломат и вадам би си карта да не искочи дека ја фолирам. И викам, имаш поздрав од мојот премиер, ми рече да те пољубам у дупе у негово име. Вие или сте идиоти или се правите идиоти. Каде ви е дипломатскиот речник, бе? Каде ви се манирите? Па како бе, професор? Значи вака, гледаш некоја женска ти се свиѓа, идеш полека кај нејза, ноншалантно и отмено, например ти си женската, доаѓаш и ја зимаш раката, и ја бакнуваш и велиш hello или bonsoir. После тоа, отмено и се додворуваш. Мадам, оваа вечер, вие и јас се состанавме во овој час за да споиме емоции разни, кои во констелациите меѓународни може да бидат и тоа како базни. Леле, професоре, генијално. Ами како?
И додека она уште не е освестен од првобитниот шок, ја фаќате онака силно по македонски за половина и ја носите кон хотелската соба. При тоа изборувате: мадам, по насмевката на вашиот лик, можем да видам дека и вие мене сте ми удриле пик. Но овој разирен дипломатски бик не може повеќе да чека. Ве носам да ја гужваме по стелата мека. Леле, професоре, јас се навлажнив, а камо ли она? Па нормално. И сега од кога ќе заврши сексуалниот однос, ќе свикате една мала пресконференција, каде што ќе кажете една неверојатно кратка изјава. Таа ќе звучи вака: билатералните односи меѓу нашите две држави се веќе продлабочени. МНР-то во Скопје, на Копје, нека прокнижи уште една наша голема победа. И ја, професоре, па вие кој знае колку женски во животов имате превртено? Бе, течки, вие мислите дека мене ми е тоа женски? Ќе видите колку е тоа напорна и одговорна задача. Ама зашо го правиме се до тоа? За дипломатски победи, за паричка донесен во државата, инвестиции. Тоа е. Професоре, фактички вие сте жртва. Тоа е тоа, жртва за уште една голема победа на нашата дипломатија. Ајде сега, одиме. Ајде. Татко и син учат песна на памет. Милан Јуве, што да ставаме? Кец, бетато, кец. Кеца. Да. Што прежведи? Тоа ја учам една песна од Рацин, Кој е тој Рацин? поет. Ке не испрашуваат утре вечерно. Сакаш да ме испрашаш? Може, дај. Држи. Ај. Денови, како на вратот гердани, ниски камења студени, така на плешки денови, легнале, та натежнале. Одлично. Првата строфа ја знаеш супер. Ај сега прашаме, што сакал да каже поетот со овие стихови? Добра, што сакал да каже тој твојот, како се викаше? Рацин. Тој да, со тие стихови. Дека се тешки денови во кои живееме. За кого се тешки? Па за оние што не се во ниедна партија, или подобро кажано, што не се во ДУИ и во ВМРО. Браво, синко, држи вода ова што го викаш. Ај оди сега на втората строфа. Денови, ли се денови, аргатски маки големи. Стани си утре порано, дојди си вечер подоцна. Стани си... Наутро радост. Наутро радост понеси, навечер тага донеси. Добар. Ова за кого важи, бе, синко? Тато, ова мислам дека за тебе важи. Како тебе да те гледал Рацин кога ја пишувал песнава. Како бе мислиш на мене мислел? Така бе, тато? Ти работиш за газда? Да. Станаш од Сабајле весел, одиш на работа, се враќаш нервозен и нерасположен, мрак. Па зашо да бидам расположен, бе, синко? 10 сати работиме, плата не може да видиме, криза било. Сабота работиме, за празник работиме, дневница немаме видено, празнично да не зборам. Ова моево живот ли е? Ај оди на третата строфа. Роди се човек, роб биди. Роди се човек, скот умри. Скотски цел живот работи, за други туги имоти. Да те прашам, синко, кога живеел овој твој Рацин? Па пред едно 70-80 години. Шо збориш? Да, бе. Напишана пред 80 години, а како да важи за денеска. Мене тоа не ми е јасно како му успеал. Па и мене не ми е јасно, бе, тато. Чекай бе се, зашто плачеш? Плачам за тебе, бе, тато, жал ми е за тебе. А зашто па ти плачеш за? Знаеш зашто плачат? Зашто? Ако е вака за мене, за тебе ќе биде да ветер положа. Дај тоа телефонот, Зашто ме да ноза? да му се јаваме тоа класниот твој црепот, да не ми дават вакви реалистични песни, ме терат на плачење на очај. Јави му се, бе, тато, јави му се. Живееме во нервозни времења. Се собира, па еден ден мора да пукне. Овој прилог е посветен токму на тоа, односно го обработуваме прашањето: како и на кој начин да се испразниме од негативната енергија. Во моментите на бес, кога сум насамо, мислам, ќе се изразвикам, ќе се изнапцувам, ќе ми пројде и готово. Пцостите не се култура, ама ако делуваат, баталете култура. Гледајте здрави.
Други пак се смируваат на ваков начин. Ќе си земеш кисело млеко, ќе се напиеш и тоа ќе се смириш пубаво. Со кисело млеко? Да. Голо или со лепче? Голо, една чаша. Што правиме ако не сте дома, а некој ви изнервира, нема кисело млеко? И тоа ќе траеш сами До дома додека не отидеш? Додека дома. Или по продавница, одиш се купиш кисело млеко? Или кисело млеко или чаша ракија. Ова е сега веќе нешто друго. Ето. Може би комбинација? Комбинација. Пола литар ракија, едно кисело Не, млекце? не, пола многу е. Значи кисело млекце. Само не прецизиравме. Кравјо, овчо или козјо? Кој ве нервира најмногу? Телевизијата. Најмногу. Еве, например, си гледате телевизија, некој ќе ви изнервира, било новинар, било политичар, не е важно. Како ја лечите негативната енергија? Менувам канал. Исправно. Младите на празнењето негативна енергија гледаат вака. Шетам, што да правам? Само шетање? Трошам пари. А ако ги имаш, лекот не е лош. Трпиш, па сам ке си истрчаш на Вардар и готово. Кон негативниот набој може да имаме и интелектуален пристап. Едно шетање во парк покрај кеј кога е убаво времето и убава книга за читање. Најлошо е ако се предадеме. Како ја пукате негативната енергија? Па како да ти кажам, со ќутење ќути внатрешно собирај си. Ама така еден ден ќе пукнеш? Секако ќе се пукнете еден ден. Секако. Море човек, не пукај ти, нека пукне злото. А ви се случува ли, например, сам си седите дома и почнувате да викате? Се случува. Не често, се случува. Колку време трае викањето? Па, нешто, 10 секунди. Така. Не повеќе. И после тоа? Се смируваш. Убаво на душичето. Бараш да вземеш воздух повеќе, за да можеш да преживееш, иначе не преживееш. Викање си е викање, макар што има и покротки методи за празнење. Ми се случува да си заплачам да не ме види никој. И тоа е исто празнење на некој начин и така. А што ќе кажете за рокнување музика до даска и пеење до небо? Или за боксирање во вреќа? Или за правење склекови, стомачни и слични вежби само и само да го изфрлиме на собраниот товар од нас? Или можеби планинарењето? Луѓе, правете се, само не си ставајте на срце. Не си исплати. Траст ми. Во едно царство си живеел мудар и среќен цар, кој немал деца. Кога подостарел, решил да го посвои најчесното дете во својата држава. Наредил да им се раздадат семиња од цвеќиња на сите деца и обзнанил: оној што ќе одгледа најубави цвеќиња, ќе ми биде син или ќерка. Сите деца го насадиле семето и го полевале секое утро и секоја вечер. И момченцето Петар многу се трудело околу цвеќето. Поминале 2 недели, па 1 месец, но семето во саксијата не дало никакви плодови. Петар го пресадил семето во друга земја и пак ништо. Дошол денот кога царот се појавил пред народот. Сите деца, облечени во свечена облека, излегле надвор држејќи ги саксиите. Царот, гледајќи ги цвеќињата, станувал се потажен и потажен. Кога стигнал до Петар, видел дека момчево држи празна саксија и плаче. Го прашал во што е маката, а Петар со липање раскажал како тој го насадил семето, но тоа не пораснало. После изгледа како казна за тоа што некогаш украл јаболко од туѓа градина. Слушајќи го одговорот, царот го зел во раце Петар и рекол: еве го мојот чесен син. Луѓето почнале да се прашуваат зошто царот го посвои детето со празна саксија. Царот им објаснил: луѓе, семето кое јас им го разделив на вашите деца беше варено, а знаете дека варено семе не дава цвеќе. Значи во желбата да ме импресионирате, вие сте насадиле друго семе и сте ме излажале. Само ова момче постапило чесно и затоа тој ќе биде мојот син и наследник.
Наша препорака за овој викенд е да го погледнете филмот Љубов. Ово остварување, по сценарио и во режија на Михаел Ханеке, доби Златна палма на фестивалот во Кан и е прогласен за најдобар европски филм. Дејствието ги опфаќа последните месеци од животот на брачниот пар 80 годишници, инаку пензионирани професори по музика. Се е вообичаено до едно утро кога на жената ќе и се фати раката, пошто таа ќе доживее мозочен удар и ќе и се парализира десната страна. Нејзиниот маж ќе се грижи за неа, но по пар месеци тоа станува невозможна мисија. На крајот, сопругот ќе се одлучи да ги прекине и нејзините и своите маки. Филмот изобилува со долги кадри и е далеку од брзите американски филмови, но тоа е она што ова дело го прави уникатно, свое и инспиративно за гледање. На моменти ви се чини дека сте дел од нивната болка, дека сте таму меѓу нив, во нивната љубов, во нивната пресмртна агонија. Се што понатаму ќе ви кажеме е одвишно. Туку цедете во рака и паркирајте се пред телевизорот. Ќе имате исполнети 2 часа уметност, а тоа е она што не облагородува и воздигнува. Сигурно сте слушнале за терминот средовечна криза. Психологот Каролина Костадиновска ќе ни ги открие замките на овој животен период. На почеток, да видиме од кога до кога трае така нареченото средно доба. Средно доба е возраста некаде од 35 до кај 55, да кажеме 60 на години, така да опфаќа еден период од малтене нели добри 20 некусур години. Кризата на средните години се јавува некаде околу 40-та година. Карактеристично е што во овој период имаме на потреба за преиспитување на се оно што до тогаш сме го сработале во нашето живење, или ја би кажала една ревизија, нели? Кога таа ревизија ќе ја направиме, може да се појави чувство на една разочараност или чувство на едно незадоволство дека нашите тежненија, идеали, желби, стремежи не се реализирале така како што сме ги планирале. Ако тоа незадоволство е поинтензивно, тогаш може да се појави едно чувство на апатија, едно чувство на депресија. Други симптоми кои што се многу специфични е промената што се однесува во однос на нашата физиологија. Промената во однос на нашата атрактивност и прилечност, промената во однос на нашата снага, нели, и мок. Се појавува белење на косата, келавост, виснува стомакот, излегуваат бори, ликот ни грубее. И мажите и жените се постројуваат пред огледалата и ги увидуваат промените кои ама башич не им се драги. И тогаш се случува ние нарекуваме нарцистичка повреда, че се случува повреда на нашето нарцистичко его и велиме веќе не сме убави. Веќе нели не сме толку згодни. Тогаш може да се појави на чувство на паника дека нешто сериозно се случува и ако тоа не засегне длабоко во нас дека веќе ние не сме истите, тогаш им најчесто мажите реагираат со посегнување по алкохол или во потрага нормално по нешто со кое што ќе зачуваат својата машкост, а тоа е потрага по помлади партнерки. И жените може да тргнат по тој пат, барајќи партнер кој ќе им дава комплименти и ќе ужива во нивното тело. Имаме потреба да го промениме семениот сетинг, значи во овој период се случуваат и голем број на разводи, или па да го смениме социјалниот круг на луѓе со кои што се дружиме. Обично тогаш имаме потреба од нешто што е помлада генерација, па имаме потреба да прифаќаме нови стилови на музика, почнуваме да читаме нова литература, некои нови филозофии на живење. Кај средовечните дами, карактеристични се и козметички корекции, нови фризури, ставање на ригорозни диети, слушање тренди музика, излегување по инка фулиња, висење на Фејсбук. Купување на гардероба која што можеби нашата тинејџерка керка ја носи и влегување во помали броеви. Затоа јас не се слушам дека тинејџерите се најголемата потрошувачка група во однос на гардероба, тука се и жените кои што поминуваат низ таа средновечна криза.
Зошто може да им се случи сето ова на луѓето меѓу 4-та и 5-та деценија од животот? Овој период веќе семејството станува, имаме чувство дека се монотоно, дека брачните релации, партнерските релации се прилично обоени со таа монотонија секојдневна, тоа што сме веќе прилика да кажеме 20 и некустру години во брак и имаме потреба да за нешто што е авантуристичко, нешто што е повозбудливо и тогаш таа потрега не вади надвор од семејниот дом. Како да дојде до смирување на сопружниците и нивно враќање во нормала? Ако еден од партнерите се наоѓа во таа средновечна криза, а другиот е постабилен, нели? Тогаш би можел тој постабилниот партнер, нели, да му помогне на партнерот кој што се наоѓа во криза, поддржувајќи го, охрабрувајќи го и заедно да поминат низ тоа. Ако и двајцата, големиот проблем е кога и двајцата се во двајцата тече истојот процес и не се ни свесни што се случува, тогаш во тој случај нели тие не можат да препознаат дека им треба помош. Се разбира, тоа е најопасно и тогаш може да дојде до раскинување на бракот и до нанесување доживотна болка на децата, кои во овој период се во тинејџерска фаза. Како и да е, вели Костадиновска, средните години знаат да бидат замрсено транзиционо поле со многу мини. Нашата гостинка прави споредба за тоа како се сваќа средовечната криза на далечниот исток и на евроамериканскиот запад. На истокот истражување покажува дека во Јапан и во Кина, во Индија многу помалку има случаи на средновечна криза, за разлика од запад. Ми се прашуваме зашто е тоа така. Има логика, кога велиме запад, нели тука Европа, Западна Европа и Америка, поради култот кој што во тие земји, во западното општество се негува култот за убавина, култот за младост. Ние сме сведоци дека постојано се трага по формулата за вечната младост. Значи, да престанеме да ја робуваме на надворешноста и суетата, па да се свртиме кон духовните убавини што ни ги носат овие години. Тоа се искуството, стекнатото образование, опитноста во релациите со луѓето, желбата за нови предизвици, присниот контакт со нашите деца и партнерот. Да се соочиме со тоа дека не сме стари, но дека не сме и во цветот на младост и да не страдаме заради тоа. Само вака, средовечната криза низ која поминуваме сите ние, ќе ја претвориме во квалитет и искуство плюс, порачува психологот Каролина Костадиновска. Младичов прави коктел за да ја импресионира девојката. И комшијата го посака истото. Ова се вика експлозивна импресија. Сега, драги мои, дојде време да ги вкрстите чашите и да се напиете винце. Адет си адет, за да ви тргне, мора така да биде. Ајде де. Оп, чекај од долу чашата. Нема. Леле бе, ама сте смотани, вие гарант ќе ја оплескате и во кревет. Свадбена церемонија. Некој прати месич на невестата. Таа, ни еден, ни два, туку три, си го зеде телефонот и си ја читаше по раката. На шоличка си седам, колачиња си редам. Носот си го фаќам и поздрави ви праќам. Пријатно. Mexico.